пратениците кои даваат поддршка на проширувањето кога не посетуваат, ама и кога гласаат во Европскиот парламент. Пратениците кои зборуваат за Западен Балкан овдека кога ни се гости, ама и пратеници кои кога се во Европскиот парламент гласаат против враќањето на визите, гласаат за почеток на преговори со Македонија и другите држави и генерално го поддржуваат процесот на проширување. И навистина затоа е задоволство да ги видиме и во Македонија. Дозволете ми да кажам неколку збора за големата тема околу која сме собрани. Според наше мислење, Македонија е навистина експерт една добра вест да ја закопа со 10 лоши. И тоа за многу кусо време. Ќе дадам два примера кои мислам дека се важни и во делот на демократија, владење на право, па и во делот на слобода на медиуми. Ричард го спомна случајот со 24 декември, кој што беше повик за будење на сите во Македонија и вон Македонија, кои што се грижат за демократијата и за оваа држава. Едната добра вест се случи со многу големо задоцнување, а тоа е дека Македонија успеа да смогне сила, да направи комисија и таа комисија да излезе со заклучоци. И во тие заклучоци стоеше многу јасно и прецизно дека настаните кои што доведоа до 24 декември беа резултат на сериозно и последователно кршење на Уставот, на Деловникот, на Законот за собрание и редица други закони кои што ги регулираат checks and balances, што беа споменати, ги регулираат и односите внатре во државата. Таа добра вест беше сокриена не само со изјавите кои што дојдоа после тоа, туку таа добра вест беше сокриена со фактот дека никој во оваа држава со име и презиме не презеде одговорност за таквото систематско кршење на клучните закони во оваа држава. Истото ни се случува овие денови кога ќе го анализираме вториот позитивен знак кој Македонија го испрати, а тоа е усогласувањето на изборен закон кој што беше консензуално усвоен во собранието, нешто што не ни се случило од 2006 година. Значи, едната добра вест ја закопавме со десетици информации дека изборниот закон практично не се почитува од денот кога беа распишани изборите. И тоа не се почитува од луѓето кои што учествуваа во преговорите и делумно владеачките пратеници кои што го изгласаа законот. И тоа се тие, да кажам, шарени сигнали кои за жал ги испраќа Македонија. Во еден момент еден позитивен чекор и потоа десетина негативни чекори со кои што се враќаме назад, не на почетната позиција, туку назад. Меѓутоа, со право, најголемиот дел од нас можеби највеќе внимание посветуваат на прашањето на слобода на медиумите. Факт е дека состојбите во медиумите немаше да бидат толку лоши во Македонија, да не беше проблемот со правната држава и еднаквоста пред законите. Голем дел од овие проблеми во медиумите ќе се испегла доколку имавме сите верба дека судството, дека институциите и дека администрацијата практично ќе ги гледа сите онака како што зборува Уставот и законите. Меѓутоа, без медиумска слобода и без медиумски плурализам, без разлики, без можности да се пренесат различните мислења, нема шанси да ги исправиме овие грешки во функционирањето на нашата демократија, бидејќи не постои политичка одговорност, бидејќи не постои информација до граѓаните за тоа што всушност се случува во нашата држава. И јас тука сакам да споделам со вас не многу квалификации, туку неколку бројки. Една од нив беше веќе кажана, а тоа е дека Македонија е практично во слободен пад по прашањето на медиумски слободи. И фактот дека 89 позиции се симнавме за само неколку години, фактот дека 4 пати полоша е апсолутната оценка во овој индекс за медиумски слободи доволно говори. Друштвото во кое се наоѓа Република Македонија не може да му годи на секого во државата. Кога ќе се разбудите и ќе прочитате дека Македонија е на нивото на Судан, вчера беше кажано, на тема медиуми, се чувствувате засрамено и се чувствувате сериозно загрижено за својата држава. И факт е дека една констатација која што фигурира во последниот извештај, а тоа е дека тактиките за демократска фасада на процесот не вродуваат со плод,
е формулација која ние многу често ја слушаме и во Република Македонија, и кога ги дискутираме изборните правила, и кога ги дискутираме сите други процеси во нашата држава. Факт е дека во Македонија Европската комисија беше многу гласна, почнувајќи од пред година и половина, да го постави прашањето колку пари од државниот буџет, значи не партиски, колку пари од државниот буџет се исплаќаат на медиумите во државата без никакви критериуми и без никакви правила и фер пристап. Сме присуствувале на неколку средби кога колегите европски го поставуваат ова прашање, еве поминува повеќе од година и половина, во Македонија официјалните институции молчат на оваа тема. И вчера во 1000 страници нов документ од македонската влада прочитавме дека ова прашање, одговорот на ова прашање се одлага до крајот на годината. И јас сум убедена дека тоа ќе се повтори и следната година и ќе ги одлагаме додека веќе нема пари во буџетот. Меѓутоа, проценките кои што беа напишани во последниот извештај на ОПСЕ ОДИХР се доволно индикативни. Тие говорат за 20 до 25 милиони евра годишно, кои по лично убедување на луѓето во владата се делат комплетно нетранспарентно на медиумите. И затоа никој не беше изненаден во Македонија кога СДСМ покажа дека само на 7 дена пред почетокот на локалната кампања минатата година на една телевизија се платени 1 милион евра. Но сите бевме шокирани кога го видовме извештајот на финансирање на владеачката партија ВМРО ДПМН, кој покажуваше дека околу милион евра, ако не се лажам над 800.000 евра, добиле донации од медиумите. И ова, дозволете ми, не е само прашање на медиумски слободи. Ова е прашање на корупција, ова е прашање на организиран криминал и ова прашање е на криминално финансирање на политички партии. И за жал, на овие теми, секоја од институциите во државата, од оние кои што се под партиска контрола видлива, но и оние кои би требало да бидат независни, никој не го покренува. И се додека е тоа така, медиумските слободи во Македонија ќе бидат практично непостоечки. Додека се разговараше и додека заминуваше и представникот за медиуми на ОПСЕ од државата, се смени уште еден уредник на медиумите под видлив бизнис диктат. Бизнис диктат кој што е врзан со владини врски и владини интереси. Така што сите овие прашања, парите во медиумите, многу контроверзните сопственички односи кои денеска добиваме информации дека се целосно поврзани со бизнис интереси во Македонија блиски до власта, сето тоа зборува за голем проблем. Во тој материјал кој што го спомнав, кој го добивме од владата, на 1000 страници, што ќе се прави во делот на приближувањето до Европската Унија, верувајте, немаше ниту еден збор за државниот радиодифузер, што беше дел од диалогот на високо ниво од страна на Европската Унија. Ниту збор, затоа што едно е кога приватните радиодифузери имаат одреден тип на наклонетост политичка, меѓутоа тоа за јавниот дифузер е апсолутно недозволиво. За жал, во моментов, тоа дури никој не го очекува од МРТВ. И за жал, и владата најавува дека ништо нема да се промени на тој план. И мислам дека е тоа многу сериозен проблем, кој и во текот на следниве 2 месеци мислам дека ќе дојде до израз. Се сеќавам дека и денеска беше покренато прашањето на оние кои што известуваат за корупција, новинари и други. Факт е дека во минатото честопати велевме дека нема истражувачко новинарство во Македонија. И со право и новинарите ја превземаа вината за тоа врз себе. Да бидам искрена, тоа не е така. Во Македонија веќе има сериозни напори за истражувачко новинарство кои вродија со плод. Знаете што е проблем? Тие новинари веќе нема каде да работат. Или дури ако сработат нешто, нема каде да го објават. Така што мислам дека помалку сега треба да се вперува погледот кон новинарската фела, а многу повеќе кон институциите кои треба да обезбедат еднакво функционирање на законите за сите. И на крај, дозволете ми да кажам нешто околу учеството и влијанието на Европската Унија. Како што можете да видите, ова сега повеќе кон нашите гости,
Европската Унија има влијание во Македонија. И се уште постои голем интерес за тоа колку брзо и дали Македонија ќе се придвижи на овој пат. Прашањето е како тоа ќе се искористи. На Македонија во овие моменти кога се соочува со криза и во делот на демократијата и владењето на правото, а особено во делот на слобода на медиумите, и треба повеќе Европска Унија, а не помалку Европска Унија. И ние сме свесни дека битките во делот на подобрување на состојбите во државата не може да ги води никој од надвор, како што каже и представникот на ОПСЕ за медиумите. Тие битки се наши, македонски битки. Меѓутоа, многу е важно партнерите кои што ги има оваа држава во делот на нејзините реформи, на нејзиното членство кон Европската Унија, да помагаат на тој пат. И затоа мислам дека ова ваше присуство денеска во Македонија, пораките кои што ги испраќате, пораките кои што ќе ги пренесете во Брисел, се многу важни, за да во Македонија на вистински начин се посветиме на суштинските прашања. Европската комисија, кога ги објавуваше извештаите за минатата година, стратегијата ја нарече темелните вредности на прво место. И апсолутно се согласуваме дека во суштина на проблемот во Македонија, па и делумно во Западниот Балкан, е загрозувањето на темелните вредности. Без темел немате кров кој ќе ве штити кога времето ќе стане лошо. Без темелни вредности немате ниту функционална економија, ниту функционална демократија. И затоа нас не чека многу работа и сакам да се заблагодарам на европските колеги на нивната поддршка.